дојдовте во за или против, јас сум Љупчо Светановски, имам чест денеска мој гостин да биде Страшо Ангеловски, председател на МАК. Добре дојде. Добро ве најдов. Страшо, одиме со убиството на Чарли Кирк. Зошто неколку дена потоа? Затоа што имам чувство дека некако ова мина онака недоволно разработено, можеби не толку со внимание во македонската јавност. Првиот ден нешто така вака, после тоа некако легна работата и сите сега се фатија со можниот убиец, кој што дали е или не, она приказка со Џон Кенеди, со Ли Освалд, со Бут и нели председателот. Така што, значи, некако се повторуваат работиве. За жал, но еве, што се случи во Солт Лейк Сити пред неколку дена? Прво, малкумина знаеја во Македонија за Чарли Кирк, нормално. Факт. Тоа е факт и од тука и не можеа да говорат или да пишуваат. Дојдоа до некакви информации и сега веќе гледаме дека добиваме дозирани информации, меѓутоа, она што е најопасното во македонските медиуми, а тоа го има и во останатите мејнстрим медиуми, посебно во Европската Унија и во Соединетите Американски држави, веднаш зад името на Чарли Кирк пишува десничарски активист. Ниту еднаш за кој да е професор, ако бил левичарски активист или никаде, никогаш нема да сретнете професор тој и тој или тоа и тоа, а никако левичарски активист. Значи, тоа е првото нешто што мене веднаш ми падна во очи. Второто нешто е, Чарли Кирк е човекот кој го работеше она истото кое јас го работам овде во Македонија. Јас сум единствениот, заедно со мојата партија, кој изработивме стратегија за насочување на македонската нација во духовноста. Таа стратегија подразбира враќање во верата, во традицијата, во воспитувањето традиционално и така натаму и така натаму. Значи, десетици и десетици точки. Да не комама и ти си во власта во Македонија. Тоа истото е вака. Ќе го кажеме и тоа. Тоа истото го работеше Чарли Кирк во Соединетите Американски држави, млад човек кој се обидуваше да влезе во студентските кампуси, да влезе меѓу студентите и да ги насочи токму во духовноста, да ги врати, влегуваше во дуели гради во гради што се вика, немаше тука да ги врати во верата, да ги врати во традицијата и така натаму и така натаму. Сега во него пукаа. А кај нас во Македонија уште не почнале да пукаат, тоа се истите луѓе и овде и таму. Но затоа пак ми се случува многу пати моите објави на социјалните мрежи да бидат забранувани. Последната, како пример ќе кажам, бев гостин во едно македонско семејство во едно село во Источна Македонија, каде што една македонска мајка подвиткана во половината од маките и од трудот кој го вложувала, месела убаво, топло, миризливо македонско лепче. И ми даде да го пробам. И јас тоа го напишав на социјалните мрежи и се обидов да го проширам. Беше забрането. Затоа што зборував за традицијата, за традиционалното семејство и за традиционалното месење на лепчето. Јас го прочитав постот, немаше ништо спорно во него, напротив. Кој најде проблем во него, така? Ама, кој најде? Најдоа тие радикални левичари, таа структура која пукаше во Чарли Кирк, таа пукаше во зборот. Не пукаше. Пречеше што убаво е напишано за семејството и за вредностите. Имено, значи истите непријатели се на целата планета, истите непријатели на традицијата, на семејството, на верата, на духовноста, на природата, на она што во што сакам да живее мнозинството од нормалното човештво. И тие не пукаа во Чарли Кирк. Тие пукаа во зборот и пукаа во вистината. Исто како што и кај мене не пукаа во текстот, пукаа во зборот и во вистината. И кога зборуваме за таа радикална левица која го стори тоа се американските комунисти. Да не се лажеме. Јас многу пати на емисија кај тебе сум зборувал. Не се тоа никакви либерали. Тоа се западните марксисти или американските комунисти. И уште еднаш ќе повторам, за да им биде јасно на гледачите. Во 50-тите години од минатиот век постоела комунистичка партија на Америка. Нејзин председател бил Норман Томас,
човекот се обидувал на 2 пати да се кандидира за председател на Соединетите Американски држави преку комунистичката партија. Добивал некаде по 50.000 гласа. И кога видел дека тоа име комунистичка партија звучи лошо, се префрла на либерализмот. Значи тоа се преоблечени западни марксисти, луѓе на кои им пречи се што е традиционално, затоа што марксизмот е создаден само заради едно, за да ја уништи традицијата, за да уништи се што постоело пред тоа и да создаде еден поинаков постхристијански свет. Тоа се случува насекаде и тие луѓе кои се претежно втемелени во Демократската партија во Соединетите Американски држави, тие се тие кои веќе со децении наназад создаваат омраза кон се што не мисли како нив. И не мора да биде организиран атентат врз некого. Доволно е тоа ширење омраза преку медиумите, ширење омраза преку социјалните мрежи, кај некој по-непресметлив човек да предизвика желба со оружје, пукајќи во тој и таквиот, кој е веќе поставен како мета, како мета во која може да се пука, доволно е некој непресметлив човек да рече ќе пукам во него, ќе го убијам и ќе го спасам светот од овие традиционалисти. Тоа се случи во Словачка при обидот за убиство на Роберт Фицо, на тамошниот премиер. Па тоа се случи, ако сакаме, на 2 пати и во САД со обидите за атентат врз Доналд Трамп. Значи, можно е и ова што се случи со Кирк, да не е организиран атентат. Доволно е, се извинувам, да се создава омраза, за да некој го земе оружјето в рака и да го стори тоа. На крајот на краиштата имаме, веќе се знае, дека човекот тој млад Робинсон, 22 годишен, кој начелно најпрво на својот татко му го признал убиството, сега веќе не признава, сега веќе вели дека не е тој кој тоа го сторил. Меѓутоа, медиумите дојдоа до многу интересни нешта. На куршумите кои се испукани пишува, нели, смрт за конзервативците, па пишува Бела Чао, нели, она комунистичката позната порака и така натаму. И последно што е познато е дека цимерот на овој 22 годишен Робинсон е момче кој во моментов го менува полот. Тоа ќе рече дека токму таа трансродова идеологија, таа воук идеологија, која пропагира таа радикална левица, со една единствена цел, за да го уништи семејството, за да ги уништи децата, за да ја уништи верата и националната припадност. Значи, таа и таква радикална левица се содржи во сето тоа. И од тука сметам дека во овој момент, ние видовте дека во Лондон имаше протести на кои присуствуваа, според полициски извештај, меѓу 1 и 2 милиони луѓе, а според организаторите дури и до 3 милиони луѓе. Лондон тоа не го доживеал. Тие протести беа токму заради убиството на Чарли Кирк и заради она што се случува и во Британија и насекаде, каде што таквите радикални левичари создаваат омраза кон се што не размислува како нив. Создаваат омраза кон поединци, создаваат омраза кон групи или, нели, организации, меѓутоа создаваат и омраза кон држави. И мораме да бидеме начисто дека војната во Украина, она што се случува во Украина, е предизвикано токму повторно од тие исти радикални левичари, кои со години наназад создаваа во целата светска јавност, а денес уште поинтензивно, омраза кон Руската Федерација. Двојно поголема омраза кон председателот на Руската Федерација Владимир Путин. Ние ги следиме нивните изјави дека е крвожеден, дека е ваков, дека е убиец, дека е... Тоа се дозирани напади на омраза со што треба светот да се насочи против Руската Федерација, да се насочи против последниот бастион на духовноста. Оти
духовноста во овој момент. Во светот ја чуваат уште само православните држави. За жал, ние сме сведоци дека и во Ватикан веќе се прифаќаат истополовите бракови, веќе влегува таа идеологија, така што западното христијанство полека, но сигурно се изместува од Божјите заповеди и од она што значи, нели, зачеток на христијанската вера. Зошто е тоа така? Затоа што западното христијанство, она што го имаме во Ватикан, е човекоцентрична вера. Тоа ќе рече дека енцикликите на папата се поважни од Божјите заповеди. Она што папата ќе го напише во својата енциклика, тоа е она на што сите западно-христијански верници мора да го почитуваат. Гледаме дека полека, но сигурно таа човекоцентричност води кон изместување на вредностите и внатре во западно-христијанската католичка црква. Последен бастион за зачувување на тие традиции и на тие вредности е православието. И оној вистинскиот ислам. Затоа се случува и на православието, и на вистинскиот ислам, но не оној радикалниот, кој е производ повторно на тие левичарски, крајно левичарски групи. Така, во Куранот пишува дека е греото дрво да исечеш не добиеш човек. И така, што е зитоперен. Не и бриселскиот ислам, кој исто така, за бриселски ислам го кажуваат овој нашиот на Балканот, кој исто така е производ токму на тие радикални левичарски групи. Од тука мораме да бидеме свесни дека се она што во моментов се случува во светот е идеолошка битка меѓу традиционалистите, меѓу конзервативните, меѓу оние кои сакаат да живеат како што живееле досега, онака како што Господ им дал да живеат во традиционално семејство, да имаат машки и женски деца, да бидат татко и мајка, да не бидат родител 1, 2, 5, 7 или не знам како, при тоа да си ја почитуваат верата, затоа што таа е единствена која со смирение и со разбирање може да одговори на оваа агресија која нели ни се случува. И тоа во една крајна инстанца, тоа е она што се случува на планетата. Истото тоа се случува и кај нас. Тие радикални левичари еднаш веќе пукаа во Македонија. Тоа беше шарената револуција. Се сеќаваш на првата влада Заева, таа што дојде на начинот кој што дојде, што се случуваше бидејќи тогаш беше бришен простор со оние родител 1, 2, со сите екскурзии на Мила Царовска, колку беше тоа сето забегано? Колку беше се сеќавам на шарената револуција. Промената на шарената револуција најпрво се сеќавам. Так. Значи, ако Чарли Кирк беше убиен со куршум во вратот, Македонија беше убиена со таа шарена револуција. Тие луѓе кои излегоа, таа крајна радикална левица, од кои денес некои ни се продаваат и како патриоти, и како вакви, и како онакви, кои сакаат да бидат кандидати за градоначалници, дури велат единствен кандидат за градоначалник на Струга македонец, а тој кандидат ја сквернавеше куќата на Христо Узунов, фрлајќи со боја по куќата на Христо Узунов во Охрид. И сега, сквернавејќи го еден Христо Узунов, сквернавејќи ги паметниците на нашите херои овде во Скопје, сквернавејќи го споменикот на македонските бранители од 2001-та, палејќи ја канцеларијата на председателот на Република Македонија. Тоа беше пукање во Република Македонија. Шарена дееволуција, велам јас, кој што од државата создаде протекторат, од луѓето учесници мајмуни. Така, и сега, Љупчо, после тоа беше нормално во таа влада, како што и ти сам кажа за Мила Царовска и за останатото, да почне по диктат на таа радикална левица, да почне да се создава и такво општествено милје во кое ќе ни бидат уништени децата. Најпрво се удира на малите, најпрво се удира во образованието. И не случајно токму Кирк влезе на факултетите.
влезе на факултетите затоа што тврдеше дека се тие расадникот на радикалната левица, дека таму наместо да се образуваат децата, тие се воспитуваат на темелот на радикалната левица. Ами зарем го немаме тоа истото и кај нас? Ајде да ги погледнеме нашите универзитети, оние претежно каде што од секогаш биле податни расадник за тоа биле младите, на левицата. Премлади се во средно, претежно се тоа факултетите за хуманитарни науки, како што е правниот факултет. Тој е расадник за кадри на таа радикална левица, која потоа треба да ја уништува државата. Види ги дел од професорите кои што половина беа министри во владата на СДСМ и повеќето. Препознатлив знак. Имаше, ноќеска имало протести во Соединетите Американски држави и во еден град во Ајдахо, каде што имало протести, доаѓа еден човек со ранче на него и почнува да пцуе по Кирк и да пцуе по сите кои учествуваат во протестот. Доаѓа до тепачка и не е битно. Во ранецот му е најден пиштол и е најдена марихуана. Препознатлив знак за таа радикална левица се ранчињата кои ги носат на грбот и марихуаната која ја имаат внатре. Нашите гледачи сега нека си предпостават за кого зборувам, затоа што зборувам и за овде, и за во Македонија, а не само широм светот. Колку е случајно сето ова што се случи со Кирк да одговара тотално, апсолутно на нечии потреби. Ке речеш да, дефинитивно, може би е инструиран случајно од таа атмосфера и говор на омраза кој што се шири и се, но еве го коментиравме тој пред да влеземе на емисијата, начинот на кој што тој претрча преку кровот, се префарли, скокна пушка, јас или е нинџа или е Navy Seal, такво нешто, спецназ, премногу неверојатно за едно 22 годишно голобрадо момче кое што така се најде од кај па знаат, тој му кажал на таткото, куршумото, ова она. Секогаш некој сака да биде славен исто како што низ целата историја го имаме убиецот на Џон Ленон и кој веќе не тие се луѓе кои што го направиле тоа за да бидат таму каде што се. Можеби овој не е, но целата приказка премногу одговара на она што треба да се случи за една каста која што досега ја зборуваме, им одговара еден млад умен човек кој што влегуваше директно фронтално градиво гради и ми објаснуваше на луѓето зошто таа политика левичарска не е исправна и сега не го убиваш некоја страна што пишува по Фејсбук и хихи хаха, него човекот кој што е директно влезен. Од два аспекта може да се гледаат работите. Овие работи, првиот аспект е после убиството на Кенеди. За прв пат беше употребен терминот теорија на завера. Сега еве втор пат ќе биде употребен терминот теорија на завера. И тоа укажува само на едно, дека во американските сигурносни служби постојат длабоки држави. Тоест, во американската ЦИА постои длабока ЦИА. Уште од времето на Линколн и тоа покажува на поделеноста. И сега некој ќе рече, но Трамп ги промени главните луѓе во ЦИА. Да, ги промени главните, меѓутоа не ги промени надолу сите по, нели? Кај нас менија во АНБ, да не се лажеме што е Македонија, нели едно АНБ, па се уште ораат. Значи не случајно го кажувам ова, затоа што истото се уште секаде се случува. Секаде се инсталирани тие левичарски структури. Во сите служби се инсталирани и секаде ги подкопуваат напорите на државите да бидат суверени држави и да се зачуваат такви какви што се. Тоа е првото. Второто. Зошто се случува токму сега? Има една теорија во која не верувам дека е така, но се случи убиството на 2 дена откако Трамп објави дека ќе покрене тужба против Сорос и неговите синови. Не е ниту тоа многу наивно, меѓутоа најверојатни нешта се оние кои зборуваат дека во овој момент демократите во Соединетите Американски држави се длабоко поразени, дека таа нивна длабока држава, таа левичарска структура се измести од Соединетите Американски држави овде во Европската Унија. Европската Унија, како таква, како левичарска творба, како радикална левичарска творба, постои само уште заради постоењето на Владимир Зеленски. Тој е оската околу кој се собира таа радикална левичарска структура, која
работејќи овде во Европа, се обидува да им даде ветар во грб на американските демократи, односно на длабоката американска држава, за да се справат со Трамп. За да го тргнат Трамп од власт, затоа што тие, за да завладеат со светот, тие најпрво си ја уништија сопствената држава. Најпрво ги уништија Соединетите американски држави. Најпрво таму го воспоставија овој систем на воук идеологија, на трансджендер, на сетото. Ами ние треба да знаат гледачите дека, например, во училиштата во Лос Анџелес има сандачиња со песок, кај што можеле да вршат нужда дечињата кои се чувствуваат како мачки. Зарем тоа не е уништување на сопствената држава. И откако ја уништија сопствената држава, ја искористија како оружје со кое сега ги уништуваат државите широм светот. Нормално прва цел им се нивните најблиски сојузници, тоа е Европската унија. И оние кои како слепи за стап, како нас, се обидуваат по секоја цена да влезат во таа Европска унија. Јас сум евроскептик, еве условно речено. Денешната информација беше не 30-35 ќе биде првото проширување, ако биде 2235-та. Така. 35-та, па 30-та беше. Значи вака, многу изненадувачки, не? Геополитичката ситуација е таква што е повеќе од јасно дека после она што се случи во Кина, се случија два настани едно по друго, тоа беше прво средбата на ШОС, а потоа беше и 80 годишнината од завршувањето на Втората светска војна. Таму дефинитивно се воспоставија темелите на новиот светски поредок, на мултиполарниот светски поредок. Значи тука да немаме повеќе дилеми. Тој што не го следи движењето на светот во едни такви насоки, тој за жал ќе остане на опашката на збиднувањата и не ќе може утре задутре да си го најде собственото место. Јас упорно зборувам дека јас не сум против Европската унија. Јас сум против ваквата Европска унија. Ваквата Европска унија е наддржава која се обидува, нанесувајќи им што повеќе штета на државите членки, да стане што помоќна. Зошто? Затоа што се додека се државите членки економски моќни, имаат јак суверенитет, се дотогаш Европската унија, бирократите од Европската унија ќе немаат доволно моќ. И тие работат на штета на собствените држави членки да станат што понемоќни, за да го изгубат целосно својот суверенитет и да станат дел од таа наддржава. Ами, примерот со Хрватска постојано го давам и пак ќе го дадам. Хрватите во едни тешки војни во 90-тите години си го повратија делот од суверенитетот кој им се наоѓаше во Белград, нели, во тогашната федерација. Беа горди кога ја извадија липата како нивна монета. И што се случи денес? Беа горди што станаа суверена држава. После 30 години, таа иста Хрватска, својот политички суверенитет и го даде на Европската унија. Својот воен суверенитет го даде на НАТО и последно од годинава од 1 јануари и својот монетарен суверенитет и го даде на Централната Европска банка. Ами, што е сега Хрватска? Каков дел од суверенитетот ти остана нејзе? Последното, кога некој друг ќе ви ги печати парите. Кога вие не знаете каде, колку и зошто пари се печатат, туку едноставно како дел од таа наддржава ќе добиете толку колку што ќе добиете, вие немате никаков суверенитет. Таа е битката на тие радикални левичари како да завладеат со светот од еден центар. Таа битка ја започнаа сионските мудреци, пишувајќи ги протоколите, уште пред 200 години, тие 24 протоколи, во кои го најавија обидот за завладување со светот, преку создавањето на марксизмот, преку создавањето на ционизмот во 1897-та, па ционизмот го создаде источниот комунизам, за да се уништи црквата, да се уништи верата, да се уништуваат. Кога не успеа преку источниот комунизам да завладее со светот, сега го создаде западниот комунизам и битката е тука некаде
идеологијата на нас, традиционалистите, тие кои сакаме да живееме според Божјите заповеди, кои сакаме да живееме, се извинувам, во нормално семејство на еден маж и една жена, со нормални деца кои ќе растат како машко и женско дете, и оние другите кои сето тоа сакаат да го уништат. Дали сепак ја промашија работата со ова, како и да планирале, што и да планирале со Чарли Кирк, бидејќи од него создадува маченик. Не им одговара приказката што се развива и начинот на кој што се развива не само во Америка и во светот. Луѓето стануваат се посвесни за тоа до каде може да оди некој. Револтот кој што се раѓа е контрапродуктивен. Еве, се жалат, тоа пренесуваат оние CNN компанија, демократските медиуми. Замисли само, биле отпуштани американци од администрацијата, меѓу нив и пилоти, сачуве Боже, кои што ликувале и се радувале јавно на смртта на Кирк и велеле дека тоа е најпрекрасна работа на светот. Како прво начинот, нели, на кој што го правеле тоа, дефинитивно апсолутно не заслужува да работат за нечија држава, особено нели за Америка која што ги гледа тие работи, но еве не им успеа приказката. Статива што би рекле, исто како она со Трамп при обидот нели за атентатот, која што му даде ветер во едра, нели. Ги гледав тие на американските телевизии, ги гледав тие објави на социјалните мрежи на луѓе кои не се радуваа, туку беа пресреќни. Затоа што еден млад 31 годишен човек, татко на две малолетни деца, е убиен. Тие беа пресреќни, тие ликуваа, тие не знам од среќа што се можеа да сторат. И сега зборуваме за нормални луѓе. Левичарот е последниот младиот кој што зборуваше со него, многу убаво им кажа. Тој го прашуваше нели контра работи, но кога виде што е, тој рече: луѓе не сте нормални, буквално така, како може да се радувате? Јас го прашував последен и Левичар сумно вика: ова не е нормално, овој човек, две деца останаа без татко. Но затоа, Љупчо, затоа онаму кај што таа сега структура е најмоќна во Европската унија и во државите од Европската унија веќе се случуваат големи промени. Гледаме дека во Британија, еве велам, 3 милиони луѓе излегле на протест, меѓутоа владата на Стармер е веќе готова. Не знам дали ќе трае уште 10 дена или уште 2 недели. Макрон заедно со својата петта влада во последниве неколку години е пред крај, затоа што падна на историска најниска поддршка од 15%. А гледаме дека и левицата и десницата веќе се подготвени за негов импичмент и за негово тргање од власта. Последните резултати од локалните избори во една северна Рајна Вестфалија, каде што алтернатива за Германија не можеше да пробие, знаеме сите дека незината моќ и сила претежно беше во поранешна источна Германија. На последните локални избори завчера останува како најмоќна ЦДУ на канцеларот Мерц, меѓутоа втора сила со 300% зголемена доверба е алтернатива за Германија. Значи влезе и во таа најразвиена индустријски зона во Северна Рајна Вестфалија. Значи се менуваат нештата. Денес Доналд Туск изјави дека во Полска расте проруското расположение. Не е тоа проруско расположение, да се разбереме. Ниту ова јас што го зборувам за Руската Федерација, за Путин, не е проруско. Тоа е последниот крик за да се сочуваме такви какви што сме. Ние гледаме дека во Украина се уништува православната црква, се уништува православието. Ние вчера гледав една емисија на History каналот, кај што за прв пат дојдов до тој податок дека 36.000 врвни нацисти се спасени од страна на Соединетите Американски држави до 1948, се повлечени во Соединетите Американски држави и нивните досиеа во Обединетите нации стануваат тајна. 36.000, од кои многумина се припадници на Гестапо, значи, и сега, зошто се чудиме како нацизмот одново заживува? Зошто се чудиме како тие методи одново заживуваат? Значи, некои нешта полека, но сигурно ќе станат јасни. Овие крајно левичарски групации ги користат нацистичките методи.
На крајот на краиштата, да се разбереме. И ако тие левичарски медиуми во светот, еве веќе 80 години, се обидуваат да не уверат во тоа дека нацизмот е крајно десна идеологија. Нацизмот е крајно лева идеологија. Ние знаеме дека партијата на Хитлер најпрво беше работничка национал-социјалистичка партија, со целосно лева идеологија, но лева до некој степен. Потоа таа левичарска идеологија отиде во крајност и стана нацистичка идеологија. Што ова ќе значи за Трамп? Дефинитивно не се повлекува, напротив, она што го прави. Што значи убиството на Кирк за Трамп? Значи, и за Трамп ова треба да биде поттик за понатамошна работа, но мора да стане свесен. Трамп под нечие влијание... Не е предупредување ова и за него? Под нечие влијание Трамп побегна од своето мага движење. Од она што значеше Make America Great Again. Тој побегна од своето движење, кое самиот го формираше. Јас предпоставувам под чие влијание, таму најмоќен во таа групација е Марко Рубио, човекот кој е подметнат во администрацијата на Трамп, токму од длабоката држава и од овие сите. И Трамп под негово влијание побегна од сопствените темели кои ги постави, таа е тоа мага движење, и затоа станува се понемоќен. Ова треба да биде за него поттик или да биде отрезнување да се врати повторно на тоа суверенистичко мага движење кое го започна. Тоа е првото. Второто, да се ослободи од Рубио, да се ослободи од Зеленски, затоа што повторно ќе речам, таа длабока држава и тие елементи преку Зеленски се обединуваат во тој фронт, нели фронт на оние кои се подготвени да војуваат и понатаму, и да се ослободи од Нетањаху. Нетањаху е третата личност од која треба да се ослободи, затоа што упорно се обидува Соединетите Американски држави да ги втурне во нова војна, во војна со Иран. Значи, Трамп во овој момент има многу непријатели, може би внатре има повеќе отколку надвор, меѓутоа треба да ги реши овие нешта за да може да го испочитува договорот со Путин кој го направија во автомобилот кога патуваа на Енкоридж на Аљаска. Ниту јас, ниту ти, ниту кој ја знае содржината на тој договор, затоа што беше направен најтајно внатре во автомобилот, меѓутоа дека има договор, и дека војната во Украина ќе заврши во моментот кога тој договор ќе биде испочитуван, дека војната во Украина не може да се реши сепаратно, односно сега дај ќе ја завршиме војната во Украина. Таа е дел од процесот на создавање на мултиполарниот светски поредок. И таа војна ќе заврши дури тогаш, кога целосно ќе се воспостави тој мултиполарен светски поредок. Во последната колумна токму ти пишуваше дека го убиваат зборот, ја убиваат вистината, токму на оваа тема. Допира она што се случи во Солт Лейк Сити и до Македонија, допира и до целиот свет. Еве, за крај на овој прв блог, во вториот ќе зборуваме и за другите работи и теми. Што ова значи за светот? Што убиството на Чарли Кирк? Вакво нешто што се случува многу ретко на светот, во светот воопшто не, па некој очекуваше, нели, во Америка, иако за жал имаат традиција, што би рекол оној Заев, евреите имаат традиција на Холокауст, американците за жал имаат традиција на вакви атентати, не Мартин Лутер Кинг, не Линколн, не Џон Кенеди, не Роберт Кенеди, не многумина се за жал на таа листа, но еве се случи тоа што се случи, но што значи тоа за светот и за освестеноста на светот кој што повторно за жал на тие неолиберални какви и да се, нели, ликови, ова не допре добро во светот, реагираше, еве како што кажа, во Лондон протестот беше огромен, но револтот е голем секаде. Липчо, види, каква коинциденција, јас минатата година објавив 3 книги со колумни кои носеа наслов Човекот, зборот, вистината. Пукањето во Чарли Кирк беше пукање и во човекот, и во зборот, и во вистината. Тоа е едно. Второ, што ќе значи ова за светот? Може би зборовите на Илон Маск, кој се обрати од Америка, им се обрати на демонстрантите во Лондон, може би таа една реченица кажува се.
им рече вака: организирајте се и спротивставете се, оти ќе ве убијат и вас. Значи, човештвото мора да се организира, мора да им се спротивстави на овие налудничави идеи на луѓето од темница, кои од некаде, непознато од каде ги влечат конците. Тоа се истите оние кои пред 5 години направија генерална проба како ќе функционира светот со светска влада. Тоа беше ковид пандемијата. Да не заборавиме, за прв пат во историјата на човештвото, сите нации, сите народи, сите држави, сите религии, сите народи на различно културно, економско и вакво и онакво ниво, за прв пат во историјата добија наредба и сите ја испочитуваа. Да, грда генералка беше. Да, ете, тоа беше генерална проба како би функционирал светот од еден центар. Затоа Маск многу јасно порача: организирајте се и борете се, затоа што вие сте следните. Нормалниот дел од човештвото мора да се организира. Во вториот дел ќе зборуваме и за она што се случува во Македонија, за оние симптоматични пожари кои што испаѓаат, некој пали, некој пак потоа ја пали јавноста благодарение на нив. Ќе зборуваме за локалните избори кои што доаѓаат и колку се тоа што се случува и кај нас е резултат на тоа што некој не знае дека ќе доживее дебакл, како и да е. Одиме со кусиот блок реклами, со нас е Страшо Ангеловски. Се враќаме веднаш, останете со нас. Се враќаме во за или против. Мој гостин е председателот на МААК Страшо Ангеловски. Страшо, во Македонија за жал имаме еден буквално кажано наплив на пироманија, по 2 минимум депонии дневно си гора. Така летото пак беше ваму ќе се запали, онаму де со бензинче ќе најдат некого, па со гуми некој, па со пелети, палети, како и да е. Еве ова што се случуваше деновиве, најдена огромен отпор и кај јавноста за тоа што беше премногу очигледно дека изгледа како некој да пали, некој со терористичко милје, да не речам, а некој со друго милје кој што не милува да работи ништо, туку многу сака да зборува една друга опозицијска партија, пак ја распалува некако јавноста и го користи тоа по некоја си лоша навика од минатото, а користат некоја несреќа, знаеме за кого се работи. За жал немаме податоци точни за жал, околу се тоа. И јас и ти го знаеме она што Министерството за внатрешни работи го кажува, но она што како перцепција го имаме сите ние, тоа зборува токму за тоа, дека јас со име и презиме ќе ги кажам, дека Дуи постојано, кога не е на власт, се обидува да ја запали Македонија на овој или на оној начин. Не зборувам дека некогаш и буквално, некогаш и фигуративно, меѓутоа се обидува да ја запали Македонија за да се врати на власт и си ги врати заедно со себе своите слуги, кои цело време на Дуи му слугуваа, тоа е СДСМ. Наликува, перцепцијата е таква, ќе видиме дали ќе биде тоа така или не. Меѓутоа, повеќе од сигурно е дека не се случајности, дека овие пожари не се туку така и дека на крајот на краиштата некој како да сака токму пред локалните избори да создаде еден вид несигурност, еден вид паника, еден вид страф и можност за да се создаваат протести ширум државата, на протести на кои токму таа радикална левица ќе ја гради својата иднина и ќе ја гради можноста да се врати на власт. Внесувањето на немир и несигурност кај граѓаните има едно име кое што се вика тероризам. Дали ова е еден вид на тероризам, бидејќи не случајно во дел од европските држави, не па во светот, намерното палење на пожари е под тероризам тука, и сноси и такви дури казни. Тука ние имаме проблем што кај нас законски е тоа многу лабаво или да речам многу нежно се суди за подпалувањето, за пожарите. Најверојатно ќе мора да ги менуваме тие работи, а се што внесува немир, неспокој и страф, се подведува под терминот тероризам. Тоа не мора да биде физички тероризам. Некогаш имаме и психички тероризам, оној кој го преку социјалните мрежи, она што го зборувавме. Така што, еве, јас ќе кажам како пример, еве, денес имавме седница на Советот на град Скопје, на која беше побаран извештај
за случувањата во Вардариште, во Дрисла, за пожарите и сето тоа. За жал, јас најверојатно затоа што сум еден од малкумината кој го зачува својот личен интегритет таму во Советот, на предлог на советничките групи и на СДСМ и на мојата и на сите останати ги председавам седниците на Советот откако председавачот замина како на друга функција. И денес председавав и кога видов дека барањето да ни се даде извештај е чукање на празна врата, во оваква ситуација кога се случува, во оваква ситуација кога нашите деца дишат загаден воздух, дишат канцероген воздух, кога нашите баби и дедовци не можат да излезат од врата, во тој на денешен ден во Советот немаше присутен ниту градоначалникот, ниту секретарот, ниту Љупчо, ниту еден, барем еден вработен во службите, во секторите, како и да ги викаат, кој барем ќе ни речеше, како и досега, ќе добиете писмен извештај. Не удостоија ниту со присуство. Кажа барем зошто не се присутни? Ама немаше кој да каже. И јас, како председавач, станав и реков, моето достоинство не ми дозволува да продолжам да ја водам седницата, се чувствувам понижено, се чувствувам дека не ме почитуваат и јас заради тоа станав и ја напуштив седницата. Ете, тоа ни се случува во моменти кога Скопје гори, кога нашите деца се дават во еден канцероген, во еден отровен воздух. Колку е сето ова поврзано токму со она што треба да се случи за само 35 дена, се вика локални избори, барем првиот круг, а многумина вела дека првиот круг ќе реши многу работи, 19 октомври. Колку се тоа што се случува во државата е една, да не речам специјална војна, хи-хи-ха-ха, многу се подсмеваат, замисли со тој сирџиски однос, се случува тоа што се случува, се подсмеваат со специјална војна, хибридна војна, сите тие квалификации кои што не случајно се дадени, но еве, колку се тоа што ни се случува, особено и пожарите, и палењето, распалувањето на јавноста благодарение на тие пожари и користејќи ги тие пожари како СДСМ, е токму поради тие локални избори на кои што некој знае дека ќе доживее дебакл во неколку... Најверојатно, нели рековме и претходно, дека има врска со локалните избори, дека пред избори треба да се создаде таа психоза. Што ќе понудат тие, да речеме, друго освен... За да некој си го најде спасот, затоа што очигледно е дека дел од политичките актери на политичката сцена после овие избори најверојатно нема да се чувствуваат толку комфортно како досега. И сега јас тука сакам да искористам можноста да проговорам малку и за МААК и за активностите во врска со локалните избори. Ние формиравме над 25 самостојни листи за советници во сите градски општини во Скопје, за градот Скопје и во поголемите центри како што се Прилеп, Велес, Штип, Битола и така Куманово и така натаму. Зошто? Ќе бидам искрен, може некој ќе ми се налути, меѓутоа морам да го кажам. Стотници и стотници членови на МААК ми се јавуваа и ми пишуваа, илјадници членови на ВМРО ДПМН ми пишуваа, и илјадници луѓе кои ме среќаваа на улица ми зборуваа вака. Страшно, ние 7 години, додека ДУИ заедно со СДСМ беше на власт, ние како македонски патриоти бевме шиканирани, бевме бркани од работа, ни беа уништувани малите семејни бизниси, на некои им биле уништувани и семејствата. И во тие 7 години, ми велат, имаше партии кои учествуваа во таа власт и кои сега само едноставно, според Амди Байрамовската идеологија, се префрлија во новава власт. И сега тие се наоѓаат на коалицијските листи, нивни кандидати за советници се наоѓаат, а ние седиме дома, ниту можеме да станеме дел од некоја листа, ниту пак имаме можност да гласаме за вистински македонски патриоти. Ете, заради тоа составив мои листи на МААК. Листата за град Скопје ќе ја предводам лично јас. Ќе ја предводам и еве една мала, сакам да го кажам тоа, со голема гордост и со многу емоции сакам да кажам, дека на листата на 4-то и 5-то место се наоѓаат синот на првиот председател на МААК на Гане Тодоровски и синот на вториот председател на МААК Анте Поповски. Ова како доказ дека МААК останува доследен
на аманетот на основачите, на тие двајца великани, на тие двајца луѓе кои се вкаени во државноста на Република Македонија и како доказ дека е маак една идеја што трае. И ќе одиме со едно интересно. Но за градоначалниците останувате со подршка на коалицијата, Оце Георгиевски во Одиме само со своји советнички листи, затоа што имаше набарање на моето членство, но пак ќе речам, и на барање на многу членови кои се чувствуваа неправдано и кога денес ја видов листата, коалицијската листа, на која листа јас, ќе кажам, одбив добитно место. Одбив затоа што претходно почнавме да ги правиме листите на МААК и моите членови сега ќе се борат грчевито за да влезат во советите и дали личеше јас да прифатам добитно место, да си седам дома и да станам член на советот, а моите луѓе се борат, затоа им се заблагодарив наискрено на коалицијските партнери и го одбив тоа место. Ќе ја водам таа листа, ќе помагам во целост за кандидатите за градоначалници, затоа што коалицијата искрено има квалитетни кандидати, има многу квалитетни кандидати, каде што ќе треба да се помогне, да се придонесе, да се... почнав да зборувам, денес ја видов коалицијската листа за Советот на град Скопје. И видов колку луѓе од тие партии со Амди Бајрамовска идеологија има на листата. И искрено сметам дека мене лично не ми личи да се најдам во нивно друштво. Добро, тоа се коалицијски, но не ми личи, Љупчо, знаеш зошто? Затоа што тие беа присутни во парламентот, некои од нив кренале рака, некои не. Беа присутни кога се менуваше името на оваа држава, кога се носеа уставните измени, кога се случуваше се ова што се случува. Јас 35 години преку мојот МААК не сум дозволил ни една раска да падне на мене, а не црна флека, и затоа чувствував и овој пат дека треба така да постапиме. Што очекуваш во однос на градоначалниците, какви резултати? Многумина најавуваат апсолутен тотален дебакл, тоа не го зборуваат само аналитичари на ВМРО или представници, функционери на коалицијата на ВМРО ДПМН, тоа го зборуваат градоначалници на СДСМ, тоа го зборуваат поранешни министри како Колемишевски на СДСМ, заменици и слично, дека ова ќе биде момент на катарза, некоја на расчистување во СДСМ, односно пат па потоа да се дигнат или не. Не знам дали ќе се дигнат, но СДСМ се осуди на неуспех сами од себе си од моментот кога побегна од социјалдемократската идеологија. Во СДСМ нема ништо социјалдемократско. СДСМ стана најголемата невладина организација во Република Македонија, со која владее глобалната радикална левица. Како таква, и подобро е да доживее дебакл, да се врати на старите патеки на социјалдемократијата, доколку се врати, доколку не. Тогаш местото на најмоćна партија од левата политичка страна ќе ја завземе таа политичка партија која прва ќе свати дека треба да се врати на темелите на социјалдемократијата, на онаа социјалдемократија од типот на скандинавската социјалдемократија, од типот на социјалдемократијата на еден Вили Бранд, значи суверенистичка социјалдемократија која не алудирам на никого, алудирам на оној кој ќе свати дека треба да се врати на темелите на социјалдемократијата. Можеби ќе се формира и нова партија која ќе израсне на тие темели. Но да бидете сигурни и да бидат сигурни тие од левицата дека само тој што ќе се врати на темелите на социјалдемократијата може да успее. Ти благодарам што беше мој гост. Благодарам за можноста да го кажам тоа што сакав. Се надевам дека нема да ми се лутат многу оние кои ќе се најдат засегнати, но вистината секогаш на прво место. Ти благодарам уште еднаш. Благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.